Свесноста за себе и за околината децата ја стекнуваат многу рано, па затоа и образованието треба да започне што порано, вели словенечката универзитетска професорка Јурка Лепичник-Водопивец. Веќе би требало почети у Едукацијата мора да започне многу рано. Во градинките во Словенија започнуваме од 12 месеци возраст преку игра, така што на 3 години децата веќе имаат хигиенски навики, знаат како да се однесуваат пред луѓе, да замолат, да се заблагодарат, знаат да селектираат отпад. Сето тоа е образование кое детето треба и мора да го стекне до 3 години. Ciljem што ќе му радити. Од друга страна, реформите во образованието не треба да се спроведуваат наеднаш, туку со период на адаптација, зашто во спротивно можат да го нарушат воспитно-образовниот процес кај децата. За сваку реформу потребан Реформите во образованието се добра работа, но не се прават наеднаш. На секоја реформа и треба време за да се вклопи во системот. Не можете следниот месец од први да воведете нешто што ниту професорите, ниту децата не го разбираат. Дури и студентите откако ќе дипломираат им требаат месеци и години за да се адаптираат во работна средина за која студирале 3-4 години, а не пак на цел еден систем. од нив очекuje. Сите овие заклучоци се дел од книгата на Водопивец од образование за животната средина до одржлив развој во детските градинки, која угада ја преведе на македонски јазик. Во неа професорката се задржува најмногу на одржливиот развој на образованието. Бидејќи станува збор за воспитание и образование, станува збор за развој и за подигање на одговорноста кон себе, одговорноста кон другите и одговорноста кон природата. Бидејќи развојот не е само во економското производство, развојот е многу голем сегмент, тоа е еден холистички пристап кој што зборува за подигање на вредностите во општеството и за вредностите кај човекот. Во меѓувреме УГД и Универзитетот од Копер работат на хармонизирање на студиските програми на двата универзитети, помеѓу Педагошкиот факултет во Копер и Факултетот за образовни науки во Штип.